Проодувањето на бебето е фаза која што родителите со нетрпение ја очекуваат. Сите родители се радуваат нивната малечка да ги направи првите чекори. Но тука, поради преголемата желба да што поскоро бебето проводи, родителите знаат да направат некои грешки. Сега ќе ви дадеме некои совети како правилно да му помогнете на вашето бебе за да ги усвои првите чекори. Првите чекори вашето бебе најверојатно ќе ги направи справајќи се покрај мебел. Тоа најпрво ќе ја извади едната нога, ќе се фати за мебелот и ќе стане горе. Исто така во почетокот можете да забележите како вашето бебе ќе станува исправајќи ги двете нозе наеднаш, но тоа не е ништо невообичаено и за период од 2 до 3 недели бебето би требало да го совлада правилното исправање со исчекор со ногата. Најголема грешка кога бебето проводува е да го водите со рацете кренати нагоре и да му помагате тоа да ги изведе чекорите. На овој начин, кога рацете на бебето се кренати горе, рбтот е со неправилно оптеретување, бидејќи лумбалната лордоза на рбтот е зголемена. На овој начин, бебето не ја префрла тежината правилно и со тоа не учи правилно одење. Втора грешка е поставување на бебето во дубак. Дубакот не е помагало кое што ќе го овозможи одот на бебето, туку напротив, тоа може да го забави одењето кај бебето. Кога бебето е во дубак, тоа оди на прсти, нема чувство за околината околу себе, односно просторот со кој што тоа е ограничено со обрачот од дубакот, му оневозможува тоа да ја учи средината во која што бебето се наоѓа. Начин на кој што можете да ги стимулирате првите чекори кај вашето малечко е кога тоа ќе стои, да понудите играчка која што бебето ќе ја земе и тоа самото да ја држи и да го учи својот баланс додека стои. Потоа, кога бебето е мотивирано, играчката ја тргате подалеку и ги очекувате првите чекори кон предметот кој што сте го понудиле. Исто така, на бебето можете да му дадете проодувалка, која што ќе му помогне да научи да ја префрли тежината на напред, бебето се фаќа за неа и го оставете само да ја бутка напред и назад, учејќи како ја префрла тежина. Од тука повторно очекуваме бебето да започне да чекори нанапред. Секогаш побарај помош и поддршка. Мама, не си сама.